Оваа прилика, најпрвин сакам јавно да му се заблагодарам на досегашниот претседател Бранко Црвенковски за честа и можноста што ми ја даде да бидам подпредседател на партијата во изминатите 4 години и за добрата искрена соработка што имавме во тој период. Сакам јавно да му ја честитам победата на сегашниот, односно новиот претседател на СДСМ Зоран Заев и да му посакам среќа во иднината. Сакам од се срце да им се заблагодарам на делегатите кои на Конгресот ми ја дадоа поддршката, но и на сите оние кои јавно ме поддржуваа во текот на поставката. Најмногу од се ми значи тоа што таа поддршка беше длабока, искрена, без калкулации и без било какви услови. Со сите тие луѓе се пронајдовме во честноста и во искреноста. На Конгресот пред делегатите беа понудени концепти и визии за функционирањето на СДСМ во наредниот период. И тоа концепти и визии кои суштински се разликуваат. Делегатите пред себе ја имаа шансата да го насочат СДСМ по патека која е нова и поинаква, но тие направија друг избор и јас тоа целосно го почитувам. При тоа, не сакам да бидам било каква пречка за реализација на концептот кој што беше избран. Впрочем, вистинското единство од секогаш сум го сваќал како единство околу избран концепт. Јас во мојот живот никогаш не сум калкулирал, туку сум се однесувал честно и достоинствено. Така влегов во оваа приказна, така и излегувам. Ќе продолжам и понатаму да се борам за вредностите во кои силно верувам, но од сега тоа ќе го правам на лично, индивидуално ниво. Од денес се враќам во полн капацитет на мојот професионален ангажман. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на вредните експерти од Економско-социјалниот совет за одличната соработка и на сите оние илјадници членови на СДСМ и граѓани ширум Република Македонија, со кои се среќававме во изминатите години и кои даваа идеи, даваа критики и совети. Им порачувам да не ја губат надежта дека во Македонија може подобро да се живее. На крајот, сакам искрено, со најголема почит, вам, амитјумите, да ви се заблагодарам за интересот што го имавте за моите медиумски настапи и за коректниот однос во изминатите 4 години.